Добро вечер. Уште еден печат на неделата на 1 ТВ. Оние кои што вечерова решиле да не гледаат фудбал, туку да бидат со нас во ова студио, вечерова ќе разговараме на следната тема. Експлозијата на лажни вести е сериозен предизвик на светско ниво. Тие во себе речиси секогаш носат порака на национализам, поделби, раздор, конфликти, тешки емоции и омраза. Така е, добро вечер. Вечерва ќе разговараме за лажните вести, за пропагандата, за сето она што се случува и што доправо ќе се случува во овие интензивни неколку месеци кои што остануваат до уште еден судбоносен датум за Македонија. Тоа е референдумот кој очекуваме да го спроведеме на есен. И сето она што во наредните недели и неколку месеци се случува во медиумите, на социјалните мрежи, по телевизиските студија и така натаму. За таа тема вечерва не само што го имавме Роберт Поповски во прилогот, туку вечерва го имаме министерот Роберт Поповски, ако можам да кажем колега Роберт исто така, го имаме и во студиото, министр за отчетност, комуникација и транспарентност, така е. Со нас е и колешката Ана Петрушева, која што е директор на сервисот Бирн, еден од најугледните новински портали во држава. Добро вечер, Ана. И со нас е и колегата Никола Спасов, кој е директор на агенцијата Рейтинг, агенција која што се занимава токму со, ајде да кажем, анализи, но и правење одредени пропагандни проекти и така натаму за потребите на своите клиенти. Добро вечер, Никола. Добро вечер. Колеги, мислам дека сите ние ќе бидеме прилично зафатени ова лето и во сред август и во сред јули и така натаму, но еве да почнеме со дури денеска има некакви препукувања околу тоа кој ги фрлил црвените бои врз седиштето на ВМРО и така натаму, па ВМРО ДПМН излезе една теза дека тоа всушност е СДСМ кој што фрлал, дека е тоа договарано по кафеани и така натаму, па тоа се демонтираше. Сакам да кажам, и во недела се создава една пропагандна атмосфера која што има за веројатно за потреба да држи на електризирана атмосферата, да ги мотивира луѓето на одредени политички ставови. Како, министре, мислите да се понесеме со овие, да кажем, бранови од ова сега што ќе следува во наредните неколку месеци? Вие ја представувате и владата и претпоставам дека владата е сепак главниот производител на одредени пораки политички, одредени вредности кои што треба да се емитуваат, особено со оглед на референдумот што да чека. Па токму ова што го спомнавте на почетокот, еве и денешниот ден покажува и докажува дека еден континуитет на таа темна црна пропаганда која што 11 години постоеше, рецидивите се уште ги има до ден денеска. Ако малку повнимателно се проследа овие информации во текот на денов, оние што не следат фудбал, ќе видат дека токму околу тоа кој е виновен за нападот не е само СДСМ, туку различни се информациите во медиуми блиски до една политичка структура. Мислите, кај нив се различни? Кај нив се различни. На едно место е еден градоначалник седел со некои подземни, на друго место е двајца градоначалници седеле, на едно место е градоначалник и човек близок на другиот градоначалник. Значи една конфузија која што без оглед што така изгледа, создава една атмосфера на паника, на нервоза, на страф, на агресија. Јас и во моето излагање на овој форум кој што го имавме заедно со USAID во Велес, кажав дека дистрибуцијата на лажни вести или на една хистерија во јавноста е многу опасна. Таа политички носи една штета, меѓутоа особено ги напаѓа сетилата на луѓето, приватноста, интимноста, и тоа е она што создава еден страф, една состојба на згрченост на нашите сограѓани. Мислите дека тоа има намера за тоа или едноставно една, како да кажем, индустрија која само произведува тоа што го произведува? Не би сакал премногу да се повторувам, меѓутоа во 11 години што ги поминавме заедно, намерата беше многу прецизна и начинот, обмислувањето беше автентично за нашата држава. Стартуваа лажните вести преку социјални мрежи или преку така наречени портали блиски до тогашната власт и потоа ги преземаа традиционалните медиуми.
И тоа беа едни ужасни вести, омраза, ширење, постојано фрустрација и така натаму. Тоа сега го нема. Меѓутоа таа хистерија ќе продолжи. Очигледно е бидејќи некој од нас и цел на тие хистерија. Некој мисли че дека во ова студио ретко кој не бил цел на таквата хистерија, меѓутоа очигледно е дека таа ќе продолжи. Структурите кои што имаат проблем со перспективите на државата и не можат да се помират со Европската и НАТО иднина на Република Македонија, прават се дали заради лични причини, дали заради причини на некои кои што сакаат преку нив да искреираат таква атмосфера, прават се референдумот и сето она што значи подготовка да не успее, но мислам дека овој пат ќе им биде многу потешка задачата, бидејќи барем она што значи ослободување на медиумската сфера, немање притисок врз уредништвата, создава амбиент каде што најголемиот дел од традиционалните медиуми се обидуваат професионално да работат. Ќе се навратиме на тоа. Никола, Анас, извидувам, бидејќи Никола ми се надоврзува некако логично. Колку е македонската јавност подложна и да кажем, како да кажем, приемчива да биде лажена од лажни вести? Не постои јавност која што не е подложна и приемчива на лажни вести, бидејќи лажните вести почнаа да, како да речам, да виреат во моментот кога завиреа многу и социјалните мрежи, кога дневно примаме илјадници информации, свесно или несвесно преку нашите фидови, и кога најголем дел од јавноста чита само наслови. Значи чита само кратки информации, чита само брзо гледа слики и ги споделува и така натаму без при тоа два пати да провери. Се смени начинот на примање на информации, со сменувањето на начинот на примање на информации многу побрзо и лесно може да се пласираат сега и не рационализираат вестите како Со такви. други зборови, подложни е јавноста, да не кажем подложни се сите ние, на доколку некој цели кон тоа да создаде одредена атмосфера, тоа релативно Апсолутно може да се направи. направи. Јас ќе ви дам сега еден пример од скоро време кој што малку се издискутира вака у професионалните кругови. Се појави една фотографија каде што беа сликани преполни контейнери, во кој што во позадинеја се гледа дека е зима, има дрва со паднати лисја. Значи во самата фотографија вие гледате дека тоа е фотографија не од сега, од пролет, беше лето уствари, него гледате дека тоа е стара фотографија. Значи, да се провери колку е лажна веста веќе беше можно при самото подетално обзредување на фотографијата. И со порака во смисла ова ли е Скопје, за ова ли гласавме према градоначалникот Шилегов. Дента, таа беше најсподелувана фотографија на Твитер, имаше околу 25.000 импресии. И јас направив една анализа дали се тоа оние регуларни, да речеме, профили поддржувачи на ВМРО ДПМН или има генерално поширока јавност, и таму имаше сериозно поширока јавност која што не е, јас лично ја познам дека не е директно како да кажам мотивирана политички за тоа да го направи. Значи, замислете колку малку е потребно за да вие едноставно потикнете некој можеби лут на ѓубрето во Скопје и без да провери веднаш ќе сподели дали е тоа така. И втора работа, зошто функционираат добро лажните вести и кога најдобро функционираат? Функционираат во оној момент кога веќе јавноста е наелектризирана или фокусирана силно на едно прашање или пак е поларизирана по одредено прашање. Тогаш најмногу и најбрзо луѓето импулсивно споделуваат и реагираат на самите лажни вести. Ако дента се случило да се подпише договор, тогаш веќе сите го имаат тој фокус и така натаму, тогаш мало лажење во смисла на дека некого натепал, грк нападнал македонец, веќе е многу посподелувана веста, од проста причина што фокусот е тука, поларизираноста веќе е направена и таква вест само дополнително дозволува на едната или на другата страна да си ја зајакне позиција. Ана, вие се занимавате со овој феномен, да кажем, го анализирате, правите истражувачки истории? Да, ние повеќе се фокусираме на собствеништвото на медиумите, бидејќи гледавме што се случуваше во изминатите години, меѓутоа само се вратам кратко околу ова, колку е јавноста сензитивна и слично. Вчера имавме еден пример, не знам дали видовте, неколку медиуми објавија дека голем број на граѓани биле измамени затоа што побрзале да учествуваат во акција, мислејќи, верувајќи дека се работи за акција на Визер, да купат по 2 авионски билети за $1, за потоа банките да бидат преплавени со барања за блокирање на картички и да добиваме сите нотификации од различни банки, внимавајте што отварате и така натаму. Значи, што требало? Требало, доволно било некој да отвори домен кој што личал на Визер и да направи акција. Да, имаше и предупредување дека има лажни веб страни и така натаму. Истото се случуваше во
време на изборите и оние декемвриските парламентарните и локалните, кога се правеа веб сајтови кои наликуваа на нешто што би биле легитимни сајтови од соседството најчесто, да личат на, не знам, Ало.ком или наместо Ало.рс и така натаму, сега колку Ало легитимен и тоа е прашање. Меѓутоа, токму преку тие сајтови се ширеа вестите од типот ЗАЕФ, федерализација и така натаму, кои потоа завршуваа во мејнстрим медиумите како релевантни. Оние што се занимаваат или оние што се занимаваме со анализи малку и теориски на јавност и така натаму, знаеме дека јавноста е мрзелива, дека е конзервативна, дека тешко менува ставови, дека може лесно да биде излажена и така натаму. Во тој контекст, Роберт, не чека голем политички предизвик веќе за неколку недели. Очекуваме оваа недела што ќе се случи со европскиве нивоа и со НАТО и така натаму, да видиме дали ќе бидеме изненадени од ставовите на Франција и така. Позитивно или негативно, се надеваме позитивно. Се надеваме позитивно. Се подготвува ли владата да влезе во наредните неколку месеци пред референдумот во една легитимна, да кажем, пропагандна активност околу тоа да објасни што всушност носи како придобивка целиот договор со Грција и овие, се надеваме, позитивни разрешници денови во Брисел? Владата нема да прави кампања од традиционален тип. Добро. Во која смисла? Една од првите одлуки беше дека нема трошење на буџетски пари за медиумите и таа обстанува и ќе обстане додека е оваа влада актуелна. Тоа значи дека нема пропаганден материјал од стандарден, класичен тип, подготовка на спотови и така натаму, кои што ќе ја презентираат. Дури никога би биле информативни, а не пропагандни? Тоа е сосем друго. Значи, говориме за трошење на буџетски пари на медиумите во Република Македонија. Она што значи информација на граѓаните, она што значи соочување на граѓаните со она што следи, она што е јавен интерес, тоа веројатно може да се презентира преку јавниот сервис. Тоа е единствениот медиум кој што владата може да го... Јавниот сервис има таква минимална гледаност, а и да кажам дека деновиве не се прослави со покривањето на сите овие насади. Не се прославува долго време. Јас се плашам дека јавниот сервис ја одработи контра интересот на... Знаеш како, ја тој термин се плашам, сакам да го исклучиме сите од нашата и свест и подсвест. Бидејќи не ни е потребно да се плашиме од ништо. Ако можеше 2016 година изборите да се добијат со една фаланга медиумска која што во тоа време постоеше, која што се уште беше актуелно и во 2017 година, па се случи оној масакар на тогашната на сегашната опозиција, тоа значи дека граѓаните покрај ова што публиката е таква, брзо реагира, сака да прими брзи и едноставни информации, можеби неточни, не ги проверуваат, ние нема да ги смениме. Тие граѓани се наши сограѓани, тие ќе останат и до референдумот и после тоа. Значи, со една активност која што го субституира оној пропаганден медиумски, телевизиски најчесто момент, може да заврши работата. Што значи тоа? Тоа значи дека прво секој оној кој што стои зад референдумот, дали тоа е од владата, дали тоа е општеството, граѓанското општество, сите оние сегменти на нашата државност, кога ќе го презентираат својот став, треба да имаат чиста визија и при тоа да немаат страф од соочување со граѓаните. На терен, меѓу нив. Ние 2016 година кампањата ја водевме со граѓаните заеднички. Значи немаше ден, не само 2016, него во континуитет од 2014 изборите натаму. Немаше ден да не се биде меѓу граѓаните, да се разговара, да се споделува, да се сослушаат нивните ставови и така натаму. Каква ви е проценката за првичните реакции, еве да речеме, на медиумите во последнава недела, после овој договор? Што е вашата констатација? Она што го кажав и на почетокот, можам да го повторам сега, дека телевизиите во Македонија, национални, регионални, локални, се обидуваат најголем дел да известуваат професионално. Проблемот ни настанува во нашето општество кога ќе дојдеме до сферата на портали, блогови, социјални мрежи и така натаму. Тука е таа креација. И за тоа да го спречиме како појава, не само поврзано со референдумот, како појава која што секојдневно штети, треба мобилизација на целото општество. Ако некој очекува дека владата со декрет може нешто да направи, тоа е катастрофално очекување. Да, меѓутоа не сме ни една влада да помисли да се треба ли владата умеша, да направи? Само да завршиме, молам. Не сме ни една влада да помисли да се помеша на начин без притоа во една заедничка операција со сите чинители во општеството, медиумската индустрија, да договориме како таа операција ќе се изведе. Во спротивно,
Ако сега говориме дека слободата медиум е иманентна и доминантна или наша идеја, многу лесно може да се случи цензура или автоцензура. Тоа не сме се досвои. Не, се разбира, не разговараме за цензура. Не, Многу разговараме опасно, за тоа е тенка линија. за еден друг вид на активности. Ана? На форумот кој што се одржа во Велес, ако добро сватив на публиката од некои стотина луѓе, била поделена анкета од каде ги добиваат луѓето вестите. И според она што ми го пренесоа колегите, мнозинството одговориле прво социјални мрежи, потоа интернет и на дури потоа телевизија, печат, радио и така натаму. Така што Уште еден податок многу интересен. Дали ги проверувате информациите што ги добивате? Ова е едно. Второто. Не. 48% да, 48% не. И тие Добро, да, прашање е колку? Добро. да, Извини. и истото го покажуваат и резултатите, ако ги погледнете жалбите до Советот за етика, од над 40% од жалбите, 45% мислам, дека се однесуваат на информации кои што се невистинити, нема проверка, нема консултација со втора страна и така натаму. Така што тоа кажува, а се враќаме зошто е тоа така, затоа што социјалните мрежи денес го владеат тој простор на кој што некогаш го чуваа медиумите, кои што мораат да направат ветинг, проверка на информациите пред тие да дојдат до јавност. Никола, може ли некој на социјалните мрежи да спроведе негативна кампања или позитивна, која сме веќе тоа, доколку има намера и доволно ресурси? И може ли таа да биде влијателна и колку влијателна? Ја го знам одговорот, ама сакам да слушнам твоја процена. Да не е точно. Може би грешам. Позитивна кампања секако дека може секојдневно се прават позитивни во комерцијални и политички цели. Дали може лажна кампања да ако зборуваме како тоа е, мислам дека Да прашањето речеме негативна кампања секако дека така. може и негативни кампањи се политички ги прават сите политички партии на сите избори само на социјални мрежи, некои од координирано со другите канали, меѓутоа во главном многу остануваат и се ефикасни. Вие сетете се на видеата кои што беа во 2016 по колку гледаности има и беа негативни. Значи и тоа е легитимно. Многу е битно да не ја мешаме негативната кампања со лажните вести и лажната кампања и така натаму. Значи негативната кампања е дел од политичката кампања и таа сама по себе може да се дефинира ако јас имам право да кажам за мене зошто ја гласаш, ти имаш право да кажеш за мене зошто да не гласаш и така натаму. И тоа мислам гледам дека многумина го мешаат тоа е различно. Активна лажна кампања, ајде да наречеме лажни вести или координирани повеќе лажни вести кои што би предизвикале некаква промена во јавното мислење само на социјалните мрежи, мислам дека ќе биде многу потешко да се направи отколку таа кога е комбинирана со како да кажам традиционалните. Периодот пред 2016 година лажните вести беа многу поефикасни, токму како што кажа министерот на почетокот, затоа што тие наводно пренесуваа некој друг медиум, некој непостоечки медиум, ало.измислен.рс, кој што после тоа го превземаа сосема случајно и традиционалните медиуми и креираа една сериозна, како да кажам, паника или успеваа истата порака по повеќе канали да испратат. Сега што се случува? Во овој момент се обидуваат исто така да направат лажни вести. Беше со ракометарите дека биле тепани, па беше колку луѓе били степани со Северина, нели имаше една и така имигрантски камп и така натаму. За таква негативна кампања. Меѓутоа што се случува сега? Не за политичка легитимност. Така, значи тоа е кампања со лажни вести, која што е да речеме различно од ова што го говоревме. И сега што се случува за разлика од порано, бидејќи тие истите вести не успеваат да влезат во традиционалните медиуми, односно во мас медиумите, телевизиите пред се. Многу брзо контракампот, оној кој што нели ги се брани од лажните вести, ги открива и ги објавува лажните вести. Кој е импактот на тоа? Импактот е, мислам дека по мене дека една конфузија, се ствара конфузија и можеби единствената, можеби посакувана цел на оние кои ги креираат лажните вести е таа конфузија, недоверба. Меѓутоа со такво брзо откривање сметам дека ефектот е речиси минимален. Добро, кој е надлежен? Само што да речеме до овие 3-4 дена имавме неколку обиди, неверојатно и вие ги следевте. Значи беше претепаните луѓе пред лажните претепани луѓе пред собрание, 2 или 3 каде што беше на Северина. Имаше наводната тепачка меѓу децата кои биле нападнати од грци во некој камп, кој што ја демантираше во рок од 2 часа собственикот на агенцијата која што го организира тоа. И сите тие беа демантирани во рок од час до 2. Што значи дека толку кратко вест која што вире и живее вако со таков брз демант, сметам дека по мене кој е надлежен во државата да реагира? Гледате, после сите настани што се случија на социјалните мрежи глобално, Facebook веќе има еден прилично, како да кажам, брз механизам како да исклучува
страници, профили кои што еманираат, кои што пуштаат, дистрибуираат лажни вести. Има ги некој надлежен во државата кој што да речеме за пласирање на лажната фотографија, за лажната вест и така натаму, има задолжение да го пријави тоа во Facebook. Или тоа е повторно ставено на некаква слободна проценка на граѓанство и на активисти на Facebook. Се уште нема некаква рестриктивност во законските одредби, која што да речеме ги спречува ваквите појави, и тоа е една од темите која што ја дискутираме. Ова не е проблем само Македонија, ова е светски проблем. Се разбира. И при тоа, укажувањата, не само наши, него и на Европската Унија, укажувањата на Америка се дека не треба да се оди во ограничување, во регулација на на социјалните мрежи, на интернет сферата, бидејќи тоа е многу ризично. И да се подсетиме, тоа беше единственото јадро кое што нас не беше на располагање во периодот на оваа масивна кампања изминати 11 години. Од друга страна, има можност да се пријави до МВР, но мислам дека и МВР има законски ограничувања што може, што не може да направи. Што значи ова е појава која што дефинитивно во изминатиот период ќе ја третираме и ќе видиме како ќе пристапиме генерално на светско ниво. Македонија ќе ги следи тие трендови или ќе ги ќе ги форсира. Колку успеам да разберам, значи нема адреса која тоа го прави. МВР да, но исто така има критериуми по кои што може да постапува. Но од друга страна, многу е значајно, мислам дека во овој период нашата саморегулација може да заврши голема работа. Значи, ако ние им дадеме видливост на саморегулаторните тела, Советот за етика, Советот за честа, оние сите видови на следење и на анализа на медиумската состојба во Македонија, сите тие невладени организации, тие можат многу да помогнат. Тоа е едната страна, и другата страна е самите медиуми. Јас очекувам конечно да проработи професионалното во нас, бидејќи во Македонија не може да сложам дека до толку е непрофесионална сферата да едноставно кажеме дека зошто велиш конечно, бидејќи велам до сега? Не, велам конечно на ниво кое што се очекува. Затоа што имавме мала група на новинарски професионалци кои што издржаа изминатите години, и сега очекувам дека навистина оние медиуми што ја пренесуваат најголемите пораки ќе работат како што треба. Ана, која е состојбата со медиумите? Вие правите истражувања, знам дека правите за собственост и така. Настана едно прегрупирање таму како подготовка за некаква... Јас предпоставувам дека кога велите порано, мислиме на некои по-добри времења за новинарството, односно тамо крај на 90-те и така натаму, бидејќи сега ние имавме таква девастација во секторот, што не имаме сега цели генерации израснати кои не ги познаваат основните стандарди, кои не прават разлика меѓу тоа дали пишуваат вест или коментар, кои не можат да препознаат кога има повикување на линч, на насилство, говор на омраза и така натаму. Така што во тој дел, во медиумите, нас не треба уште многу работа. Јас се обидувам нешто друго, да бидам подиректен. Значи, гледам еден унгарски уплив, еден маđарски уплив во клучните медиуми кои што се да речеме наклонети кон опозицијата, традиционални. Во некој. Молам? Во некој од нив. Во некој од нив, во другите има друг уплив кој исто така некој од нив од некои делови на опозицијата. А од друга страна, ние знаеме дека таа машинерија во Унгарија навистина се дојде до неверојатни височини во смисла на способноста да произведе хистерија во смисла на бегалци, мигранти, во земја во која нема ни еден мигрант и така натаму. Во смисла дека еве сега е во Будимпешта откажано прикажување на Били Елиот затоа што се смета дека кој ќе го гледа представата ќе стане геј. Например. Што значи тоа сега за нашава ситуација? Сега тоа за нашата ситуација значи дека се имало интерес, се препознала ситуација каде што би можело да се продолжи со тој наратив кој што е антисорос, хистерија, ширење страв за мигранти и така натаму. И во таа смисла мислам дека тоа ќе продолжи. Јас очекувам дека особено тој камп кој што сега припаѓа на две унгарски компании кои постојано го зголемуваат уделот во тие медиуми, ќе има едно долго лето и не би ме изненадило и да се прошируваат со други медиуми. Не го спомнувам ова случајно, бидејќи главниот идеолог на тие кампањи кои американеци така во овие студии, не само овде тој анализиран и така натаму,
е човекот кој што вели дека во политиката не треба се занимавате со рекламирање на своите позиции, туку со негирање на противниците, со компромитација на противниците и така натаму. И тоа е овој сега еден исклучително голем негативен бренд кој што не во Македонија, туку на светско ниво се Словенија, да. Така е, во сите овие, да кажем, една конзервативна револуција која пропагандно оди низ тие води. Во таа смисла прашувам, треба ли да се подготвиме за некакви, не знам... Да, ама Сашо, тука мислам дека околу овие прашања, особено бегалските кампови и така натаму, па ВМРО водеше кампања и пропадна со таа кампања. Па се уште ја води. И се Да, уште уште ја води. води. Денес имате на насовни страници. Поврзува попишување на... Јас тоа го гледам во Албанија, се ги излегува дека таму се опозицијата албанска, Да, вели дека бидејќи ќе се се спомнува 600.000 да. луѓе кам ќе се отвори. Тамо кај што не поминало, може и да биде интересно. Овде е тоа поминало. Мислите, ама и мислите тоа е дека интересно. нема поминало? Ќе постои, меѓутоа еднаш пробана и неуспешна акција. А мислам дека во Македонија ќе биде многу потешко после толку црна кампања, нова црна кампања да се промовира. Што значи на довербата на луѓето или оние кои што беа под притисок да ја прифатат, веќе го немаат, ниту ја имаат довербата, ниту го имаат притисокот. Да, ама Никола, како да се направи поинаква легитимна негативна кампања, а таа да не биде подпрена компромитација? Мислам, предавници, Заев е човекот кој што нели е антимакедонец. Тоа само по себе е веќе негативна во лоша смисла негативна, црна кампања. Таа не е негативна. Негативната кампања во основа, добрата негативна кампања содржи многу релевантни и поруки на кои што луѓето им веруваат. Се фативме за негативно, тоа е несреќен термин, све со значи, ама суштината е ова што го разговараме. Суштината што е? Суштината е дека кога ви го напаѓате некои луѓето безразличен се треба да веруваат во тоа. Значи, кога ако ви го нападнете во нешто што не е уверливо, тоа многу малку е веројатно и дека ќе фати корак. На пример, кога ВМРО излезе со соопштение дека СДСМ му го фарбал ја фарбал централната зграда со боја. Тоа е веќе тоа е веќе не, тоа е веќе во друга фаза, не, тоа е Знате не веруваат во тоа е тоа веќе во фаза на истрага, нешто кој што луѓето може да прифатат или не прифатат да веруваат во тоа. Сега зборуваме за кампања во кај што константно вие синхронизирано испраќате неколку пораки кои што треба да го убедат оден дел од гласачкото ово нешто. И значи ова што ВМРО ДПМН го правеше е етикетирање. Значи тоа е стратегија во период каде што вие се обидувате да му прилепите секогаш на еден одреден човек некој збор со кој што ќе после со тек на време ќе го опишете. И ако се сеќавате, они секогаш го имаат тоа во минатото. Слично тоа го правеше и СДСМ, беше фамилијата на власт. Значи тоа не е како да кажем непознато во користењето во комуникациите, особено во политичките. Работата е што премногу долго ВМРО ДПМН се подпираше исклучиво на таа стратегија. Еве сега имаат некој картелот на власт и така хунтата и така натаму. Тоа картелот како го погоди, значи и што сакам да кажам? Автот им се враќа. Дури тоа можеби и би функционирало кога тоа зборче или тој да кажеме тој пристап е реално верлив, значи луѓето веруваат во него. Фамилијата на власт беше фамилијата на власт, беа двајцата братовчеди кои што ја водат, кои што води со тек на време кога го тоа да речеме може е како дисквалификација, е реална дисквалификација. Значи се докаже дека е втемелена. Кога вие ќе изфрлите збор како хунтата, картелот кој што од пред 6 месеци е на власт или година дена кој што немал време да се формира како картел, малку е веројатно дека во овој момент таков тип на негативна кампања или такво етикетирање ќе профункционира. Моето мислам да се вратам на прашањето. Ќе функционира оној пат кога вистински ќе ги нападнете слабостите на противникот. Вистинските слабости на противникот или вистински ќе ги етикетирате со нешто кај што најголем дел од гласачкото тело ќе звучи реално или ќе звучи верливо. Се дека тоа се прави на ниво на лична навреда, бидејќи веќе заличува на лична навреда, тогаш многу помалку очекувам да биде. Да разбирам јас вас, се е тоа убаво што го говориме вечерва, меѓутоа јас гледам дека во првата недела после подпишувањето на договорот сите испливаа на површина. Да, повеќе или помалку сите ставови, сите навреди, сите црни бели кампањи, позитивни негативни. Што ќе правиме ние до септември? Што се можеби летово ќе не спаси, можеби некакви плажи. Бидејќи ова сега не знам како ќе го различиме. Мислам дека како ти го примаш ова што го гледаш одеднаш? Ова као нешто ново, као нешто
чудно, не знам, не Јас видено мислам или дека- едноставно еден континуитет очаен? Јас бидејќи се трудам да бидам водител на емисија, Извини се што трудам те да прашам. не кажувам мои ставови што мислам околу целата таа работа. Но сакам да кажам, мене ми се чини дека голем дел од јавноста е прилично заморен од сето тоа. Така. И јас тоа на крајот на криштата го гледам и со ова многу скромно присуство на овие протестни митинзи и така натаму, кои што никако да извадат некаква значителна. Добро, што е право, партијата која е во опозиција не застанала се уште официјално за тие протести, напротив, дури се дистанцира од нив. Меѓутоа, се прашувам дали во наредните неколку месеци, дали никога, да речеме, веќе постои раздвижување во вашиот свет, во агенцијскиот свет, да почнат да се прават нарачки, да почнат да се прават испитувања на јавности, може би некакво провизорно позиционирање, некакви кампањи што ќе уследат. Бидејќи имам информации дека постои известно разбранување во таа Не, сфера. апсолутно, значи референдумот и она што ќе се случува ќе биде по мене треба и ќе биде сигурен сум најголемата кампања која што Македонија ја има видено у скоро време. Јас сум сигурен во тоа, без разлика министерот вели дека нема државата тоа да го прави и како владата, меѓутоа прашањето е преголемо, влогот е многу голем. Јавноста е поларизирана. Владата нема Да троши буџетски средства, да, тоа е добро. за Значи, али очекувам силна домашна и меѓународна кампања со меѓународна, како да кажам, силно меѓународно присуство и апсолутно не станува збор дека ќе имаме и текако уште многу што да видиме во однос на кампањата во прашање. Секако дека има раздвижување. Меѓутоа она што вие на почетокот викате, мене ми е сосем очекувано. Од кога излезе договорот се поделија камповите, условно речено, што е сосема легитимно и за очекување. Луѓето си ги кажаа своите ставови и се подели кампот кој што беше за, кој што по мене за сега е многу по да речеме крупен и постабилен, и оној кој што е против, кој што е поделен на неколку, како да речам, субкампови, и каде што сега за сега не е јасно нити кој води, нити која е главната порака, нити пак уште е јасно на главната позиција на партија како е позиционирана што дека вие ќе го дојде кажете. до некакво обединување на нивните, консолидирање на тие позиции? Тоа е прашањето кое што во момент е тешко да се каже, бидејќи сега како што изгледаат вака, напаѓајќи се прво внатре-партиски меѓу себе. Филип Петровски излезе со напад кон Мицковски кога тој му помага на Заев. Само една секундникова, точна ли е, лажна ли е веста дека задбината на завчера на ова дошле млади ВМРО-вци на Филип Петровски и на водачот на прорускава партија, кажете го, Бачев, Единствена Македонија. Единствена Македонија, дека им било кажано дека ВМРО е проамериканска, не проруска партија, дека овој тип на ставови кои што они ги еманираат со руски знамиња, дека тоа не поминува во власт. Таа вест точна ли е? Никој тоа не Или го ќе се знае. прошири? Знаете што, не е важно дали е Како тоа да го не провериме? бевме таму. Не мора таа вест да се проверува, ама тоа е она што го зборувам. Значи таму сега во тој момент мислам дека се уште не е јасно, не е јасен кампот. Значи тука има внатрешни Бидејќи ја подолби. мислам дека ВМРО е проамериканска партија, да видам погрешно Приказна сватам, што е, само ме чуди. за да биде референдумот тесен или да имаме сериозна битка, треба да има два кампа. Јасно, еден за, еден против, со јасно дефинирани пораки, со јасно групирани, да речеме, организации, партии и така натаму движења. И во овој момент, овој кој што е за ми личи доста компактен, верувам дека дури како во преговорите, додека одеа преговорите, имаше една сериозна групација внатре која што беше против, сега релативно, да речеме, се окрупни Па или имаше застане. вести дека има во тимот разногласија, дека да, има така. кавга и така натаму, нели? Другата страна, до последниот момент. Другата страна сега за сега ми стои многу хаотично, и ако тоа остане така, јас не гледам таму дека може да се направи консолидирана негативна кампања или кампања против која што сама по себе треба да предизвика отпор. Да Но ќе чуеме видиме. политичка проценка на политичарот на Масава. Министре, другата страна ќе се Реалноста е консолидира. ова. Имате една позиција на граѓани кои што сметаат дека перспективата на Република Македонија во Европска унија и НАТО, и тие веднаш го поддржуваат договорот затоа што го препознаваат сето она што значи заштита на идентитетот, јазикот, сето она што значи македонската посебност и нормално отворањето на вратите и на ЕО и на НАТО. Другата јавност, така наречена, која што е одлично е опишан Никола, е неверојатно конфузна, е измешана помеѓу емоции, луѓе кои што се подлегнати на некаков тип на пропаганда, луѓе кои што Има и не загрижени следат, луѓе, има искрено- загрижени луѓе, искрено луѓе кои луѓе што кои што имаат се реално против, традиционални апсолутно. емотивни контакти, тоа се исто наши сограѓани. Така е. Целта на кампањата која што сега ќе следи, она на кампот кој што сака да им објасни на граѓаните што значи ова за Република Македонија, ќе биде во позитива. Сакајќи да ги убеди дека ова решение е решението кое што ја носи државата напред. Другиот камп, гледате и од почетокот, ако може да го наречеме камп, другата структура, како се позиционира. Тие немаат став контра договорот.
туку има таргетирање на определени моменти и денеска вадат бушава азбука 4 епизоди некои каде што овој договор ги нарушувал принципите и така натаму. Значи тоа е една конфузија што се создава, една агресија против мислам дека целта е само да се направи хаос и при тоа луѓето да се откажат, да не дојдат да го кажат својот став на референдумот. А на Тоа какво е е- влијанието на председателот? Тоа е сепак една на кој државна председател? председателот на Република А Македонија. на Иванов ми. На Иванов. Немојте да да. молам председател. Какво е влијанието? Сепак е Председател тоа е нешто национално- сосем Пред да друго. пред да го спомене председателот, мислам дека оно што ќе биде клучно за кампањата, без оглед на тоа. Јас не мислам дека никој со тотално со расширени раце не го прифаќа. Нормално е дека сите се емотивни, се работи за едно многу болно прашање кое трае предолго. Кое луѓето мислам дека препознаваат дека е време веќе да се затвори. Сега прашање ќе биде, мислам дека ќе биде многу важно што ќе се случи следната недела и дека ако нешто може да го искомплицира референдумот и прашањето на поддршка, може да биде доколку не добиеме поддршка за отварање на преговори со Европската Да, унија. е таа политичка реалност надвор од ова што го дискутираме. Председателот, ја не знам дали председателот сега со ова покажува дека има некакви Бидејќи тој политички ми се чини како амбиции стожер на после можна кампања завршувањето против тоа. на председателската функција, дали мисли да отвара партија или да се враќа во ВМРО или што да прави, Зависи не како знам. ќе замине од функцијата, Да. видиш, има неколку можности. Меѓутоа, мислам дека во однос на тоа што ќе биде исходот на референдумот, председателот нема да има. Се разбира, имаме ние различни толкувања што значи тоа. Председателот е должен да потпише после второто гласање во парламент. Нема да се случи тоа веќе знаеме дека нема да се случи. Мислам дека Што не значи па дека и таа интерпретација држи дека тој може тоа да го користи како вето. Добро, колку е јавноста подложна да речеме некакви инциденти да го сменат нејзиниот став? Еве да тргнеме од најпрости работи, Никола. Сега ќе има една окупација на грчките плажи. Може ли една кавга за фрапе да направи таков фидбек во овдешната јавност и да речеме два шамари таму кои ќе се поделат заради не знам некој некого погледал на криво низ наочарите, низ очилата, тоа да предизвика овдека бранот незадоволство. Што јас само ќе те Насилството- замолам, извини Никола, не им дава идеи за каков тип на кампања, зашто не се случи ќе направат секако кавга. кавги. Видите, стратешки кампањата против, која што би требало да биде за и против или да и не, секако по дефолт треба да биде негативно. Може да биде и обратно, ако прашањето Ако биде... прашањето биде. Меѓутоа, без разлика како и да е, они ќе се борат против промена на името, против, значи, НАТО и ЕУ, против менување на идентитетот. Значи, во основа таа кампања, каква и да биде, ќе биде негативна во основа дека ќе треба да мобилизира сама по себе отпор. Значи, тој тип на кампања психолошки треба да предизвика револт, отпор за да ти излезеш да гласаш против. Значи, емоцијата е многу различна за разлика од онаа која што ќе треба да ја носи кампањата за која што ќе биде идни на подобар живот и така натаму. Може ли да успее кампања да не се излегува на референдум? Сега прашањето е Може да има кампања така. Може Па да ја има прашувам кампања дали да може така. да успее. Значи дали ќе успее ќе видиме, али пак да се вратам на ова. Значи истите и двете тие се со сличен, значи негативен тон. Во таа смисла таквите кампањи главном прибегнуваат кон стратегии кои што се во основа треба да го стимулира тоа чувство на агресија, на отпор, на нервоза. И тогаш таков тип на, да речеме, настани може значително да го мобилизираат тоа тело кое што веќе се чувствува во овој момент, како да кажам, чувствува набој и осеќа дека треба да брани условно нешто. Во суштина јас мислам дека токму тоа ќе биде целта на другата страна, состојба на абстиненција. Да се откажат луѓето да учествуваат на референдумот. Затоа што учеството значи зголемување на излезноста, а таа пак значи можен успех. Ќе се обидат да ги откажат. И тоа е таа агресија која што стартуваше и ќе продолжи во Бојкотот значи сам по себе исто така ќе треба да носи таков пазите, тип нема политички став. на емоција, да. Значи нема политичка алтернатива. Што значи тоа не го даваме името? Зборам за политичките субјекти, не зборам за граѓаните кои што имаат легитимно право да се загрижат. Следно прашање ќе го почнам со министра. Да. Бидејќи од дипломатски извори дознавам дека една голема држава веќе има почнато одредена кампања на социјалните мрежи за неуспех на референдумот. Имате такви информации? Се уште не. Се Такви уште не. информации нема, да.
Нема Голема држава од кој дел на светот? да речеме дека нема да одиме во детали. Вија Белград. Како коментирате ова, како да кажем сега, ние дојдовме во една тотално парадоксална ситуација, да сега практично грците прават кампања за успех на целиот договор. Дали тоа влие врз македонската јавност, бидејќи навистина е парадоксална ситуацијата што сега нашите главни лобисти и во Париз меѓу другото се нашите соседи. Мислам, нема ли знаете како, некако ми се чини тоа како преголем шок за оваа јавност која што беше ставена одеднаш на машина да мора да промени со децении утврдувани некакви ставови во однос на грците, во однос на другите соседи. Тоа го преживеавме и со договорот со Бугарија, патем биде речено. Сега одеднаш на многу помало. Сега одеднаш имаме еден договор во кој што грците прифаќаат да ни го практично бетонираат нашиот идентитет околу јазикот, околу етничката припадност и така натаму, да сега уште бидат и главни лобисти за нас, а овдека имаме едно викање против тоа да се не го менуваат идентитетот, не го менуваат името. Како мислите дека тоа ќе помине во јавноста наша? Можеме ли ние така брзо да го пребродиме тој 30 годишен, да кажем, конфликт што го имавме со грците? Може ли одеднаш да очекуваме дека јавност ќе каже не бе, уствари грците биле многу добри према нас, еве се покажа? Испитувањата и истражувањата на јавното мислење се во континуитет, не се раздвижува тоа сега ќе се раздвижи веројатно околу референдумот и активностите, да. Околу договорот, едно истражување што имав можност да го погледнам, на денот на потпишување на договорот или неколку дена после тоа, над 65% од граѓаните се изјасниле дека се загрижени или дека се против договорот. После месец и пол, против договорот падна процентот на 46%. Говорите за кој договор? За договорот со Бугарија. Овој нема толку време. За договорот со Бугарија. Што тоа значи? Тоа значи дека јавноста во Република Македонија е шокирана на почеток, меѓутоа многу брзо ги сваќа придобивките и позитивните сегменти. Околу ова што значи договор со Грција сега, или фаза на нашата европерспектива, велите грците лобираат, но не само грците. Целата демократска Европа, Соединените американски држави, сите наши пријатели застануваат недвосмислено позади. Тоа значи дека јавноста наша го гледа тоа, го прима. При тоа, да не ги забораваме, никогаш не падна процентот на поддршка за ЕУ и НАТО под 70-75%, мислам, Никола, дека тука некде беше минималната бројка. Но истовремено јавноста во Македонија е во значителен дел антизападна. Во еден значителен сентимент, да кажам, особено меѓу етничките македонци, кои што има резерви кон одредени западни вредности и така натаму. Тоа е таа пропагандна машинерија која што ги труеше низ години граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, не би рекол дека има антизападна, туку дека едноставно има резерви што тоа ќе значи. Дали всушност сето она што се очекува како придобивка, граѓаните ќе го почувствуваат или ќе се одрази на некој поинаков начин и тоа е легитимна загриженост. Да не се очекува нешто многу брза последица, да не мислат дека од понеделник веќе ќе се сменат работите. Мораме да сме внимателни бидејќи што очекуваат граѓаните при промена на власта, дека за месец дена сите дефекти во општество ќе се средат. И тоа е легитимно очекување. При тоа треба време да помине за да сватат и тие каква е реалноста. Многу е значајно владата, институциите да презентираат, да пласираат вистински информации, навремени, брзи, точни, не шпекулации или пропаганда. И граѓаните после тој првичен шок многу едноставно го прифаќаат моментот, оној што е реален, дека треба време за некои работи, дека тоа се процеси, дека е дефект, се рационализираат. Тоа е тоа. Нормално е кога кон граѓаните ќе пристапите рационално, тие рационалност ја прифаќаат. Ана, колку е во... Да, меѓутоа, само да додадам, цената на таа агресивна пропаганда и на сето тоа што се случуваше во медиумите, толку се рефлектира во тој дел, во анкетите кога го гледате тој пад за 10% поддршка за ЕУ и НАТО, скокот. Русија никогаш не била во топ 3 најпријателски земји, како беше, најпријателски расположени земји према Македонија. Во поларизацијата, во односот кон албанците, во односот кон ЛГБТ, толеранцијата. Кон либералните вредности су. И не само тоа, и основна емпатија. Еве ова сега што се случуваше со центарот, како се викаше, Тимјаник. Видите, само, ајде веќе пошто за анкетите, за една работа е многу битна, бидејќи се заборава.
Че не е точно дека во голема мера влијанието беше и на пропагандата која што беше анти-ЕУ суптилно и така натаму, иако формално таа влада беше проевропска влада и така натаму. Меѓутоа падот кон довербата во ЕУ и растот условно некој на довербата или популарноста на Русија се должеше и на тогашните реални случувања и во Европската унија и во Русија. Да, значи и нашата фрустрација која што растеше заедно со довербата на ЕУ им падна и на граѓаните на ЕУ и на ЕУ земјите бидејќи ЕУ беше во криза одреден период, после Брекзит и пред Брекзит и тој период каде што беше и се уште поминува. Во меѓувреме, значи Русија ја јакнеше својата меѓународна позиција при тоа преку комуникациите со Америка, преку давањето на огромно значење на позицијата на Путин. И тие меѓународни трендови исто така влијаат колку што потоа влијае и домашните комуникации кои што ги пласираше владата и генерално. Така да не би се толку многу оптоварувал со тоа колку и дали паднала, да речеме, довербата кон него. Факт е дека повеќето ќе се согласам со министерот дека повеќето граѓани се уште се и ќе бидат про ЕУ и про НАТО ориентирани. Мислам дека тука нема некои поголеми поместувања со исклучок на оние можеби осцилации што сега ги спомнав. Меѓутоа фактот дека најголем процент се уште се. Ана, какво е влијанието на Груевски? Па јас мислам дека се уште Груевски има значително влијание во овој камп медиуми кои ги спомнавме, кои се под капа, кои се во сопствеништво на овие познати унгарски босови кои што работеа во успешни проорбан медиуми кои што добиваа силни пари од владата во Будимпешта, но и потоа отворија други медиуми во Словенија. Дека Христијан Мицковски има некакво влијание врз нив. При тоа ставен во ситуација да мора тие го поддржуваат Христијан Мицковски, не дека не. Мислам дека тие во исто време ги поддржуваат агендите и на Груевски и на Мицковски. Ќе видиме како ќе се постават на крајот ВМРО ДПМН во однос на референдумот и дали ќе решат отворено да бойкотираат или не. Меѓутоа сигурна сум дека што се однесува до овој број на медиуми, како и имаме исто други медиуми кои што се блиски до разни ВМРО функционери, па тогаш имаме различни овие медиуми како што шеруваат други ни слични кои не може ни да се лоцираат, па се регистрирани во Америка, Австралија и така натаму. Тие се тие кои главно идат со хунтата на власт, го повикуваат Иванов да вади тенкови на улица. Колку е важна диаспората во целиот овој процес? Бидејќи македонската диаспора е прилично гласна диаспора кога доаѓаат овие национални теми во прашање. А бидејќи социјалните медиуми не познаваат граници, ниту мориња и океани, мислите ли дека диаспората може да направи некакво поголемо влијание во целата атмосфера? Па важна е диаспората, меѓутоа генерално ние низ години го знаеме ставот на диаспората или на поголемиот дел од диаспората околу ова прашање. Од надвор емоциите се полесни за искажување и тврдокорноста е полесна за презентирање. Меѓутоа мислам дека ова прашање ќе го решат граѓаните што живеат во Република Македонија. Затоа што тие ја соживуваат и ја доживуваат судбината на државата. Тие комуницираат со своите роднини пријатели во странство, ќе има тука жешки дебати меѓусебни и има, и јас имам, и вие имате, и сите имаме ние и роднини пријатели кои што реагираат на ваков или онаков начин, но во суштина прашање ќе се реши дома. Тука ќе се... Бидејќи влегуваме во завршните минути на емисијава, Роберт, министре, кога може да очекуваме дека ќе се изфилтрираат датумите, видот на прашањето, кои се сега активностите во владата околу тоа? Значи, како ќе биде изведен референдумот, кој се ќе има право да гласа на него, дали ќе биде консултативен за тоа? Кој е ритамот сега што може да го очекуваме? Следуваат сериозни денови пред нас. Така е, оваа недела ќе треба да се расчисти. Потоа НАТО самитот и така и во меѓувреме има меѓупростор, што значи дека постојано во континуитет ние ги разгледуваме сите овие можности, прашањата да бидат што е можно побрзо дефинирани. Бидејќи што поскоро знаете кога ќе биде референдумот, толку полесно ќе се позиционираат и ние што сакаме да има успешност референдумот, но исто така и другата страна ќе знае прецизно до кога да ја таргетира својата кампања. Од друга страна, покрај сето она што значи
датум за референдумот, организацијата е многу битна. Државната изборна комисија, изборното законодавство што предвидува, дали треба некои измени, дополнувања да има и сето тоа што мораме да го направиме прецизно до крај, за да нема никаков сомнеш Се работи дека на бројка тоа, апсолутно во континуитет. Што значи не можам да ви кажам веднаш кога ќе биде, но очекувајте наскоро дека ќе ги имате овие информации. Добро, Ана Никола, завршно прашање, да речеме дека се ќе се одвива во некаква позитивна конотација околу Европска унија, околу НАТО, да речеме дека ќе избегнеме преголеми или неочекувани инциденти и така натаму и ќе стигнеме до референдумот. Ана, мислиш ли дека референдумот ќе биде успешен во оваа варијанта за поддршка на договорот? Повторно ќе речам, мислам дека ако добиеме датум за преговори и НАТО, мислам дека мнозинството граѓани препознава дека премногу време е изгубено и дека Македонија практично нема друга алтернатива и дека ќе го поддржи ова решение. Никола, како ти се чини? Исто мислам дека се важни датумите, важно е она кој што дополнително ќе дадат некаква гаранција и ќе го оправдаат овој договор со Грција. Јас пак од моја перспектива сега стручно или ќе кажам, кампањски гледано, комуникацијски гледано, мислам дека кампот за или ова што за НАТО е многу посилен и има многу појасна порака и има многу подобра кампања, можна кампања пред себе, на кампања на подобар живот. Додека мислам дека референдумот против сега за сега, оние кои кампат против, мислам дека е помалу броен, поконфузен и анализирајќи ги овие стартни позиции, сметам дека и како мислам дека има големи шанси да биде успешен референдумот. Ќе зависи и форматот на референдумот, нели консултативен или обврзувачки, ќе видиме и тука бидејќи станува збор за висок цензус сепак и така натаму, кој што може да направи проблем. Но ќе зависи и прашањето, многу важно како ќе биде формулирано, тоа за референдумите нели е критично. Меѓутоа и покрај тие две, да речеме, можни пречки за успешноста, јас осеќам голема подготвеност, би рекол, на електоратот за да излезе прво масовно да гласа и второ мислам дека многу се сменети тие ставови во споредба со порано каде што едноставно имаше многу понегативен импакт кон ова. И така да очекувам дека референдумот барем што знам во овие 3 месеци уште повеќе да добие на проназначење, а и ова позитивна енергија да продолжи да се одржува. Пред министерот да заврши, Само уште една реченица, благодарам. Каков и да биде референдумот, исходот од референдумот ќе биде обврзувачки за власта, за владеачките партии, за владеачката коалиција. Тоа значи дека волјата на граѓаните ќе биде испочитувана. Јас ви благодарам на сите тројца. Мислам дека доволно го претресовме ова референдумско неколку месечно финале кое што не следува. Вам, почитувани гледачи, ви пожелувам пријатна остаток на оваа неделна вечер и се надеваме на добри информации и добри вести идната недела кои што ќе доаѓаат главно од Брисел и од другите европски престолнини. Останете со 1 ТВ и се гледаме, претпоставувам, во истото друштво, меѓу мене и вас идната недела во печат на неделата. Пријатно и добра ноќ.